Прашањето за лифтовите е поблиску уредено со Закон за техничка инспекција и со правилник за користење на лифтови и транспортери, како и секоја техничка опрема од Закон за техничка инспекција. Во најголем дел за ова е исто предвидена постапка за ставање во употреба или одлука за која се носи решение за ставање во употреба или се добива одлука за доделување на единствен број. Тоа се однесува на постарата опрема 2008 година, конкретно за лифтови и за дигалки. Околу контролирање на сервисирањето, за да го разбереме подобро, паралелно најлесно треба да направиме како со сервисирањето на возила, значи и за лифтовите со така еднаш годишно е предвиден технички преглед од овластени независни правни лица, инспекцијски тела, кои пред да добијат такво овластување за вршење на технички прегледи, спроведуваат постапка за акредитација, а откако ќе добијат акредитацијата за својата стручност околу испитување на лифтови и вршење на технички прегледи, поднесуваат во Министерство за економија и Државен инспекторат за техничка инспекција барање по што добиваат решение за овластување за вршење на технички прегледи и периодични испитувања за лифтови во конкретниот случај. Така да, согласно член 31 околу безбедноста на лифтовите и тие работи, одговорноста ја носи корисникот на техничката опрема, значи или собственикот. Сега дали се тоа однесува на доколку е, да кажеме, заедница на станари, тука во главном треба да биде регистрираната заедница на станари во централен регистар или да има склучено договор со овластен лиценциран стамбен управител. Така да начинот околу контролирањето на лифтовите е уреден во нашата на тој начин. Таа е постапката. Значи, откако тоа све се спроведе, значи техничка инспекција повеќе има улога на полиција, пошто се врши контрола на документацијата дали корисниците имаат спроведувано технички преглед, што индиректно индицира и сервисот, со што е фатен преку задолжителниот годишен технички преглед.